Во текот на ноември, од страната на владата на Народна република Македонија беа назначени првите 8 наставници. Беше конституиран првиот наставнички совет и беше избрана првата факултетска управа. Имаше разговори со тие кандидати. Освен оние луѓе што беа замени предвид и што работеа во нашата република, на прво место се мислеше да се привлечат луѓе од нашата средина веќе афирмирани како научници, а што работеа во други центри. Беше за нас прилично тешка заради тоа што беше нова година со нови луѓе, со студенти, прилично голем број, беа бројни и романската група и југословенските јазици со литератури, со книжевностите на југословенските народи. Со стипендија на владата на Народна република Македонија во 1948 година се запиша за редовен студент на Филозофскиот факултет во Скопје на катедрата за педагогија. Ентусијазмот да се студира, љубопитството да се сознава и менува светот, да се создава еден нов свет во тоа време беа огромни. И студиите по својот карактер и ангажманот на наставниците одеа во пресрет на таквите амбиции. Како славист, тука се собиравме, тука ги одржувавме првите семинари, првите диалози, дебати, полемики, крстување на мислења за одредени литературни и теориски, книжевни проблеми кои не интересираа и кон кои сите се однесувавме со огромен интерес и ентузијазам. И отворањето на Филозофскиот факултет е една таква битка. Извојувана, како и секогаш досега, во мощни тешки услови, во услови кога само невидениот творечки елан, безпримерниот ентусијазам, неретките пожртвувања, можеа да го надоместат отсуството на најелементарни услови неопходни за отворањето и работењето на нашата прва високообразовна институција. Кај помладите колеги постоеше голем интерес за полагањето на завршните испити. Слушалната во која полагав беше преполна. Морам да кажем дека наставниците кај кои полагав беа вонредно пресретливи, внимателни и мощни објективни, како во испитувањето, така и во оценувањето. Особено бев импресиониран што полагам на Филозофскиот факултет од мојата земја и што можев да се искажувам на македонски јазик. Навраќањето кон историјата, покрај желбата да го дознаеме и толкуваме минатото, ни дава можност да ја разбереме и објасниме и сегашноста, како и да ги трасираме насоките на нашиот натамошен развој. Навраќањето кон историјата на едновековниот растеж на високото образование во Македонија нуди можност барем малку да ни го расветли местото и улогата на Филозофскиот факултет во современото окружување и да ги исцрта проекциите за неговото идно делување.
Високообразовните институции секогаш го представувале мислечкото јадро, интелектуалниот темел на општеството, па оттаму и нивната улога во градењето на нацијата, на државата, од секогаш имала суштинско значење. Прекрасно е чувството кога одбележуваме јубилеј. Навраќајќи се на минатото, на почетоците, на развојниот пат од еден век, гордо сме исправени пред сегашноста и подготвени да чекориме во иднината. Еден век високо образование, еден век наука, еден век филозофски факултет. Во годината на одбележувањето 100 години постоење на филозофскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Еден век високо образование на филозофскиот факултет означува еден век градење на државата. Се започна во далечната 1920 година, веднаш по Првата светска војна, по време на тешка економска, општествена и политичка состојба, надополнета со кризата предизвикана од пандемијата на шпанскиот грип. На почетокот наставата се одвива со само 35 студенти на историја, филозофија, педагогија, лингвистика и книжевност, со наставен кадар составен од тогашната научна и културна елита. На факултетот, основан со кралски указ како автономна установа во склоп на Универзитетот во Белград, во најголем дел се запишуваат студенти од Македонија, но исто така и известен број македонци од соседните држави. На 16 декември 1920 година, официјално за прв пат започнуваат стандардизираните студии. Се бараат студенти за книжевност, лингвистика, историја, филозофија и педагогија. Студиите на филозофскиот факултет се одвиваат на 10 катедри на филозофските, филолошките и историските оддели на факултетот. На 3 април 1941 година доаѓа до прекин во работењето на факултетот поради опасноста од војна. Според некои нецелосни податоци, во овој период дипломирале околу 1800 студенти. Општественото значење на филозофскиот факултет било забележано уште на самиот почеток од неговото основање. Факултетот дал објективно голем придонес во развојот на културата и формирањето на првите модерни културни институции во Скопје. За време на Втората светска војна, дел од професорите и голем број студенти активно се вклучиле во борбата против фашизмот и окупаторите на Македонија, при што над 40 студенти и еден професор ги положиле и своите животи, а голем дел од нив биле депортирани во логорите и затворите низ цела тогашна Југославија. Клучната улога на филозофскиот факултет по војната била развивање на образованието и градење институции кои се столбови на државата, а образованието, без друго, е нејзиниот најцврст темел. По војната, кога 95% од населението било неписмено, како главен приоритет се наметнало едуцирањето учители и наставници за создавање наставен кадар за училиштата и факултетите. Крајот на Втората светска војна значил почеток на нова ера во развојот на филозофскиот факултет. Беа многу квалитетни професори донесени во Скопје, како што се Колендич, Душан Неделковиќ, Радовановиќ и така натаму, и наставата се одбивала многу квалитетно по искажувањето на првиот социолог Борис Арсов. Тука ќе го спомнам уште тоа дека Душан Неделковиќ држал предавања за класичната германска филозофија, посебно за Хегеловата филозофија, толку интерес предизвикал што и нашиот познат поет Кочо Рацин ги посетувал овие предавања. Вториот настан е декември исто 1946 година, кога факултетот се обнови со
една суштинска новост што наставата се одбиваше, почна да се одбива на македонски јазик. Тоа беше филозофскиот факултет факел за да се духовно обедини македонскиот народ и да се шири писменоста, науката, културата и така натаму. Така што факултетот одигра голема улога во тој поглед и стана никулет за понатаму да се формира универзитетот Кирил и Методи, кој што уште на второто заседание на АСНОМ со одлука беше дека треба да се формира универзитет на македонски јазик. Тоа се клучните моменти од формирањето на филозофскиот факултет и улогата што одигра во нашето општество. Во прво време, филозофскиот факултет извршувал исклучително хетерогена наставна и научна дејност. Во 1946 година наставата се изведувала во 14 наставни групи. Филозофија, педагогија, историја, историја на уметност, етнологија, славистика, македонски јазик и литература, романска филологија, класична филологија, математика, физика, хемија, биологија и географија. На факултетот функционирале два оддела – хуманистички и природно-математички. Во учебната 1946-47 година на Филозофскиот факултет се запишале 469 студенти. Во овој период Филозофскиот факултет е единствената високообразовна институција во тогашната Народна република Македонија. Велам дека има символика ова 100 години Филозофски факултет, бидејќи некои ќе речат, па добро, тоа 1920 година, тоа бил факултет, основан филозофски факултет на некој друг јазик, на немакедонски јазик и од други некои побуди и со други намери. Има вистина и во тоа, не велам дека нема во тоа. Меѓутоа, треба да ни биде јасно дека не е Филозофскиот факултет единствен кој има таков почеток, со други намери. Еве само еден пример компаративен за да ни се осветли, да го земеме Карловиот универзитет во Прага, кој сега ќе наполни уште некој 20 на години, 7 века постоење. Тој е основан, значи во 14 век. Меѓутоа, од германци предавањето не било на чешки, туку било на латински, потоа на германски, па дури во 19 век почнуваат на чешки предавањата. Но тие си слават. Без оглед на тоа кој го основал, зошто го основал, тој бил таму. Истото ние може да го кажеме и за нас. Ово екскурс го правам за да ни стане јасно тоа. Не сме ние единствен случај, напротив, тоа е стандардот е тој. Така што и нашиот факултет, значи, бил на некој начин основан за други побуди, но тој живеел, работел во Македонија, функционирал. Тука нашите интелектуалци, добар дел од интелектуалци се образовале. Ние имаме голем број на луѓе, наши идни професори, кои завршиле тој факултет. И ние не можеме да речеме дека тоа не е нашиот почеток. Значи, тоа е мојата аргументација зошто има символика и едно поголема тежина од бележувањето на 100 години на нашиот факултет. Сега, јасно е дека по 45-та година наставата започува на македонски јазик. Не, апсолутно. Оние кои студирале знаеле дека ние имавме професори и од бивши југословенски простори. Па да речеме, нам ни предава професори и на српски и на хрватски слушавме предавања. Значи, секоја што си течело, најважно е академскиот живот да тече како што треба да биде нивото на предавањето. За среќа, ние, иако рековме, велам, почнавме 45-та на македонски јазик, доминантно на македонски јазик, нивото беше многу високо, необичаено високо за еден почеток. Ние имавме професори од светски ранг. Јас сосема вака, со задоволство и со гордост ќе го споменам некои од тие имења, да речеме, на тоа се области кај што јас се занимавам, кај што студирав на философија, ние го имаме Павел Вукпалович, човек со светски размери, со светско значење. На класична филологија, кај што јас работев 32 години, го имавме Михаил Петрушевски како професор. Го имавме Петар Илиевски како професор. Сите тие луѓе беа со една голема тежина. Пред се како научници, но потоа и како професори. Таквите луѓе, а не беа само тие, се разбира, само некои имиња спомнав овдека, таквите луѓе го одржува многу високо нивото и на научен план, и на оној
наставен план што го имавме. Тие беа долго време модел како треба да се работи на универзитет. Ние, следната генерација што бевме нивни ученици, се трудевме кој повеќе, кој помалку, да ги следиме тие чекори. Со општествените промени се менувале и наставните програми и начинот на студирање на филозофскиот факултет. Брзите промени и зголемената мобилност наложуваат имплементирање нови наставни и научни стандарди. Тоа доведе до воспоставување нови правила во начинот на студирање и воведување на европскиот кредит трансфер систем, кој на филозофскиот факултет почна да се применува од учебната 2004-2005 година. Со тоа, филозофскиот факултет стана дел од единствениот европски високообразовен простор. Круна фактички се случува при крајот на Втората светска војна, кога се буди свеста кај македонскиот народ и кога благодарение и на ентузијасти и учесници во војната се раѓа идејата за формирање и на посебен македонски универзитет, што е влезено и во актите на заседанието на АСНОМ, и веќе веднаш после ослободувањето се формира комисија и прва институција што е создадена фактички е оваа катедрата за историја. Тогаш заедно биле и филозофски и филолошки факултет, а во таа катедра за историја биле и археологија и историја на уметност. И иако тоа формирање е на 3 декември 46-та, веќе првото предавање е одржано на 17 декември. И денес факултетот ја има истата улога како во минатото. Развојот на сите степени на образованието, како и развојот на институциите создадени од поранешните студенти и професори, е поврзан со развојот на факултетот, а со тоа и со развојот на високото образование и науката. Филозофскиот факултет во Скопје е големо семејство од над 20.000 дипломирани студенти, магистри, доктори на науки, 40 академици, 3.000 тековни студенти и голем број на поранешни и сегашни професори и вработени во службите. Професорите се вклучени во многу закони, стратегии и проекти во државата за развој на образованието, културата, социјалната заштита, цивилната заштита, родовата еднаквост, културното наследство и така натаму. Како матичен факултет моравме да прегледуваме илјадници писмени од областта на марксизмот, бидејќи, реков, сите полагаа марксизам. Беше неможно еден човек да ги прегледа сите тие илјадници ракописи, односно писмени испити. И така еден од нашите доаѓени на филозофијата по војната одлучи писмените да не ги подели на нас, асистентите, ние да ги прегледуваме, да дадаваме одредени забелешки, а потоа да се собереме кај него во неговиот кабинет и тој конечно да одлучи за оценката на секоја писмена оделно. Еден ден се собравме 4, 5, 6 асистенти во неговиот кабинет, со околу можеби без претерување 2000 писмени, веќе прегледени од наша страна, и професорот имаше едно ливче кај себе си со имиња, бидејќи од секогаш на овие простори, а можеби не само на овие простори, постоеле така наречените врски. Во овој случај да се положи испитот. И тој одејќи по список прашуваше што е со овој. Ние ќе му речеме, па тој паднал, или одговорил само на едно прашање. А што е со овој? И тој паднал добро, пишете му 5. Што е со овој? И тој паднал, пишете му 5. И додека така го помина целиот лист на интервенции или на врски, тој цело време велеше добро во ред, ако заслужил 5, нема 6. Меѓутоа во кабинетот беше еден друг професор, кој малку изненадено, може би подналутено, му се обрати на професорот, чие име од
чисто индискреција, не го кажувам, е ирелевантно. Во се обрати на професорот и му рече, па добро бре Петре, да речеме така се викал професорот, што им ветуваш на луѓето, на пријателите, кога не им ги исполнуваш нивните барања? Како, вика, не им ги исполнувам? Тие ми викат, Петре, види за овој мојот, еве ја гледам, петка. Види за овој, Никола Николов, гледам, Никола Николов, петка. Значи, јас не сум го излажил, тој ми рече, провери, и јас проверувам. Се сеќам живо велам на овој настан, не само затоа што не насмеа, туку тој воедно и говори дека сепак тогаш имаше некоја стаменост во морална, професорска, академска и човечка смисла. Не велам дека тогаш немаше и протекции, и врски, и мито не верувам, може би нешто ситно. Но сепак тоа беше една така доста симпатична и за мене доста поучна ситуација. Полјански е еден од ретките што и докторирал и хабилитирал. Имаше и хабилитација. Човек што беше ментор, баш јас кога студирав, тој водеше докторант од Кина. Масипу, мислам дека се викаше, докторираше на одгласот на Илинденското востане во кинескиот печат. Можете да замислите. Полјански му беше ментор и човекот, благодарение на тоа што се дружи со него, почна да учи и кинески. Човек кој што зрачеше со се, ние се одушевувавме кога доаѓавме кај него на предавања. Знаеше и да не критикува. Ако некој дојдеше необричен, знаеше да каже немој да ми одиш необричен, ако чуваш брада, култивирај ја, односно одржувај ја, или носи уметничка брада, или вики избричи се. Знаеше, нели? И тоа да ни го плесне в лице, немаше завиена форма. И секој пат зарачеше со некоја пристапност и од него сите други на некој начин се угледуваа во него. И имаше една многу пријатна клима овде, односот меѓу самите колеги, професорите, па и односот кон нас студентите, импонираше некако на филозофскиот факултет. Дури некои колеги од другите групи овде што беа на филозофски факултет, па и од економски, од правен факултет, кога се дружевме надвор и кога зборувавме за нашите професори, тие не ни веруваат дека тоа е така. Ние знаевме, да речеме, со Драган Велков да идеме на утакмица, човекот играше фудбал со нас заедно. Полјански не носеше на утакмици на стадионот. Знаеше со нас да дојде, ајде да не седите во недела дома, ќе одиме на стадион. Ние сите наполнени джеповите семки, вика, нема да грицкате, да загадувате, носеше по 5-6 вестници во джепот на палтото и ќе почне да вади, еве на тебе ова, еве на тебе ова, читај. Во развојот на Институтот за педагогија и градењето на неговата традиција учествувале голем број на професори кои што влијаеле врз развојот на Институтот за педагогија и врз развојот на педагошката мисла во Република Македонија. Меѓутоа, најнепосредно соработував со професорот Љупчо Копровски, кој што всушност припаѓаше на она генерација на професори кои што го градеа Институтот за педагогија меѓу првите професори и на некој начин дадоа голем придонес за развој на педагошката мисла во Република Македонија. Професорот Љупчо Копровски беше и декан на Филозофскиот факултет во периодот од 1981 до 1985 година, исто така беше и министер за образование. За мене професорот Љупчо Копровски представува исклучителна личност. За мене професорот беше навистина голем педагог, а посебно се интересираше за исходот, истекнувањето на знаењата, за фундаменталните проблеми на педагогијата како наука, а особено беше заинтересиран
Како јас сето тоа го правам на часовите по вежби, по општа педагогија, затоа што бев негов асистент. И знаеше многу често да дојде на вежбите ненајавено, значи да слуша, да ги следи сите вежби и потоа да се вклучи во дискусија, која што ја водевме заеднички со студентите, во обработката на актуелни прашања од областа на педагогијата. Всушност, сакаше преку еден непосреден разговор да продре до секоја личност, да види како размислува, каков дух во себе носи. И тоа го правеше секогаш и на предавањата го правеше, па дури го правеше на испитите. За постигнатите врвни резултати во научно-истражувачката, научно-образовната и културната дејност, голем број наставно-научни работници на факултетот се носители на значајни и високоопштествени научни признанија. Врз одлуката за давање признанија, Собранието на град Скопје во 1967 година му додели спомен плакета на Филозофскиот факултет во знак на признание за особени заслуги за градот. Во 1976 година, факултетот во целина е добитник на престижната републичка награда 11 октомври. Одборот за доделување награди на Република Македонија во 1996 година на Филозофскиот факултет во Скопје му ја додели наградата Климент Охридски. Во 2006 година Филозофскиот факултет повторно е добитник на наградата 11 октомври како највисоко општествено признание за долгогодишни особено значајни остварувања за Република Македонија во областа на науката и образованието. Истата година, по повод 86 години високообразовна дејност, председателот на Република Македонија го одликува Филозофскиот факултет во Скопје со орден за заслуги за Македонија, за исклучителен придонес во развојот и промоцијата на образованието и науката, за поттикнувањето на вкупниот развој и напредокот на Република Македонија, како прва македонска научно-образовна институција со долгогодишна дејност, која представуваше јадро за основањето и развојот на низа врвни наставно-научни, културни и други институции од национално значење. Одбравте да студирате на Филозофскиот факултет, факултет кој годинава одбележува 100 години од своето основање под мотото «Еден век високо образование, еден век државотворност». Основањето на Филозофскиот факултет представува историска придобивка од големо национално и општествено значење. Со неговото формирање, не само што започнува процесот на развој на високото образование во нашата република, туку се удрени и темелите на развојот на фундаменталните општествени и природни науки. Со тоа се отворени широки можности за заслен развој на нашата млада македонска наука и просвета, како и за создавање високостручни кадри што ќе ги изучуваат, а потоа распространуваат знаењата меѓу широките народни маси и младината. Филозофскиот факултет завзема значајно место во научниот, образовниот и општествениот развој на нашата земја, ја покажува својата висока компетентност, нудејќи го несебично својот интелектуален потенцијал. Денес, Филозофскиот факултет во Скопје представува современа и модерна наставно-научна институција, која постојано ги следи современите достигнувања во научните области за кои е основана.
Прашањата кои се врзуваат со наставата, тоа се постојано отворени прашања на кои се бараат нови одговори. Зошто тоа е така? Затоа што наставата е еден сложен, организиран, динамички процес и така натаму. Можам да кажам дури отворен процес. И денеска основното прашање кое се поставува во однос на наставата не е прашањето како се спроведува наставата, што секако е важно прашање, но апсолутен приоритет има централното прашање како квалитетна настава се обезбедува за потребите на студентите. Морам да признам дека наставата на Филозофскиот факултет во Скопје генерално се спроведува на 12 институти во организација на сите 3 циклуси на студии, прв, втор и трет циклус на студии. Што значи целта на наставата всушност и што е она основна потреба на студентите? Целта на наставата всушност е да се обезбеди една критичка, една креативна, една автономна, би рекол образована и хумана личност која треба да се носи со сите предизвици денес и секако и во наредниот период, што ќе биде резултат да се осознаат сите оние објективни вистини за она општествена стварност која се случува. Едновековната традиција на Филозофскиот факултет се согледува и во незината научно-истражувачка и меѓународна дејност. Почнувајќи уште од 1921 година, на Филозофскиот факултет се формира Скопско научно друштво, во рамки на кој започнува научно-истражувачката дејност во државата. Потоа, во 1948 година, се објавува првиот број на годишниот зборник, со кој што за прв пат на македонски јазик започнуваат да се објавуваат и научни трудови. Денес, Филозофскиот факултет е издавач на 12 научни списанија, најголемиот дел од кои имаат и меѓународен карактер. Научно-истражувачката дејност е исто така поддржана со формирање на 12 научно-истражувачки центри при Филозофскиот факултет, кои развиваат фундаментални и апликативни истражувања од доменот на хуманистичките и општествените науки. Во таа насока, Филозофскиот факултет е дел и спроведува голем број на истражувања, како Европската студија за вредности, е дел од конзорциумот кој ќе го спроведува Европското општествено истражување и голем број на други истражувања од програмите Еразмус, Хоризонти и така натаму. Исто така, Филозофскиот факултет во голема мера ја развива и меѓународната видливост и димензија на својата работа, па така учествува во голем број на меѓународни истражувачки конзорциуми. Во 2014 година станува носител на УНЕСКО Chair за меѓународни истражувања и студии. Исто така е дел од голем број на ЦЕПУС истражувачки мрежи, Дараја истражувачката регионална мрежа и така натаму. За потребите на меѓународната дејност, Филозофскиот факултет има подпишано над 100 Еразмус проекти, договори, кои што овозможуваат студентите во текот на своето студирање да престојуваат најмалку еден семестар во еден од овие партнерски универзитети. Исто така, секоја година Филозофскиот факултет организира и меѓународна недела, во рамки на која доаѓаат професори и истражувачи од овие партнерски универзитети и заедно со студентите дискутираат на теми од општествените и хуманистичките науки, давајќи можност на една поширок начин и платформа да зборуваат за актуелни општествени прашања. Во таа насока Филозофскиот факултет продолжува и континуирано инвестира во зајакнување на научно-истражувачките и меѓународните бази, како Артстор, JSTOR, EBSCO, голем број на други научно-истражувачки алатки со цел да се зајакне и на научната и меѓународната дејност на факултетот. Оваа континуирана научно-истражувачка активност представува израз на вековниот стремеж за постигнување на извонредност во научните знаења и истражувања, но и трансфер и поголем пристап до научните знаења за севкупната академска заедница. Еден век високо образование означува еден век наука. Огромни се придонесите на Филозофскиот факултет во оваа сфера, како во рамките на државата, така и во светот. Јас сум Панеоти Секрепологлу и бев студент на новоотворената студијска група по психологија при Филозофскиот факултет во Скопје. Да се биде првиот дипломиран психолог исто така представуваше силен и долготраен импулс за моето натамошно професионално и личносно усовршување. Во таа смисла, во далечната 1989 година одбраних магистарска теза по социјална психологија при Филозофскиот факултет во Белград,
а потоа во 1991 година одбрани докторска дизертација од невропсихологија при Медицинскиот факултет во Белград. Исто така бев долгогодишен стипендист на УНЕСКО во Прага, каде реализирав истражувања во областа на раната диагностика на дислексија, дисграфија и останатите диспроблеми кај деца со синдром АДХД. На крајот, значајна етапа во мојот развој представува преселувањето во Чешка, каде веќе 25 години живеам и како професор по психологија работам при Филозофскиот факултет на вториот најстар универзитет Палацки во градот Оломоц. Инаку, автор сум на повеќе монографии и научни статии од областа на психологија на вредности, психологија на личност, мобингот, невропсихологијата и така натаму. Воедно реализирав повеќе научни проекти, како и предавања во САД и повеќе европски универзитети, вклучувајќи и мојата алма матер, Филозофскиот факултет во Скопје. На крајот ја користам оваа можност да ги поздравам сите колеги и добри луѓе од Филозофскиот факултет, од мојот град Скопје и од Република Македонија. Години Филозофски факултет значи еден век хуманистички и општествени науки во нашата држава. Од овој факултет се произлезени многу студенти, професори, научници, видни личности кои што го градат и го граделе нашето општество. Ово укажува на вредноста на овој факултет. Заради тоа што тие не се занимаваат со наука само заради наука. Тие се занимаваат со наука кое што се грижи да создаде општество еднакво за сите. Општество кое што се грижи за сите. Во годината на одбележувањето на еден век високо образование, еден век државотворност, подготвени чекориме кон новиот пат, пат на иднината, пат на нови достигнувања. Факултетот е основан во една пандемија, еве одбележуваме 100 години наше постоење во услови на друга пандемија. Факултетот поминал многу кризи низ своето постоење, но како што кажав, тоа е нашето бреме, тоа е нашата мисија. После сите вакви настани потребни се кадри кои што се изучуваат на научните области на Филозофскиот факултет, бидејќи самата пандемија ќе предизвика дел економска криза, нарушување на менталното здравје кај луѓето, проблеми во образованието, наставата, функционирањето на градинките. Така што е еден од најголемите предизвици со кои што ќе влеземе во вториот век од нашето постоење, како и во минатото ќе продолжиме со ширење на меѓународната соработа, да обезбедиме трансфер на нашите студенти и нашите наставници. Се надеваме дека сето ова еден ден ќе заврши, па ќе можеме и попосветено да работиме на отстранување на проблемите кои што ги предизвикуваат ваквите негативни општествени околности. И се надевам дека ќе продолжиме по патот кој што го зацртаа нашите претходници, почнувајќи од Блаже Коневски, Михаил Петрушевски, Харалампие Поленаковиќ, големи луѓе кои што се заслужни за развојот на културата и на образованието во Република Северна Македонија и на сите оние генерации студенти, бидејќи Филозофскиот факултет е едно големо семејство од околу 20.000 дипломирани студенти, магистранти, докторанти и околу 3.000 тековни студенти, вработени и поранешни вработени на факултетот. И се надевам дека, како и во минатото, нашата мисија ќе продолжи, да бидеме столб на образованието и да бидеме столб на општеството во нашата земја.